Радувај се која го носеше патеводителот на заблудените. Како бе, кој е патеводител на заблудените? Заблудените сме ние, затоа што и во 2 недели пред почетокот на Светата Четириесетница, една недела се нарекува недела на блудниот син. А во тој блуден син треба да се распознаваме сите. Зашто, како што и тогаш рековме, не е блуд само оној кој телесно греши, туку блуд е некој превод на црквено злословенски, кој кога би се превел попрецизно на македонски јазик би значал недела на синот расипник, кој го растура и го расипува она што е создадено веќе. Тој кој не избавува нас од таков расипнички живот е Господ наш Исус Христос, и кој ни дава насока како да се движиме кон целовит живот. А која е таја која го носи? Оној кој е патеводител кон тој целисходен живот наш. Таа е Пресвета Богородица. Колкаво значење има Пресветата Мајка, и затоа ја викаме мајка, затоа што мајката е мајка зашто го упатува детето, барем според нејзините замисли, кон душеполезен живот. А Пресвета Богородица знае, не по нејзините замисли, туку затоа што Бог и открива по кои патишта да не води, затоа што тој е патеводител на нас, на заблудените во овој живот. Затоа, браќа и сестри, почитувам Пресветата и не треба тоа да ви го кажувам вас, кои се собрани во толкав и обилен број во оваа света црква. Радосно е срцето моје кога ве гледам собрани на литургија во толкав број. А замислете колкава радост доживувам тогаш кога ја гледам во втората по значење служба во црквата, а тоа е акатистот кон Пресвета Богородица. Ова е третиот дел од тој акатист, наредниот петок ќе биде четвртиот дел, и во петата седмица го читаме целиот акатист кој е поделен на 4 дела до наредната седмица. Тоа е нашето значење, затоа што овој бил и најсвечен момент во царството во кое што сме живееле и ние. Римското царство, источното римско царство, или како подоцна некои го нарекуваат Византија, било простори каде овие територии биле од секогаш, а химна во таја држава не била некоја од денес модерните химни кои ја слават само нацијата, туку била оваа која денес ја слушате, која пеат певците. Возбраној војводи победителна ја. И така натаму, кога излегувам јас и кога го читам делот од акатистот. Тоа била химна на државата на вашите дедовци и баби. Значи, тие ја славеле Богородица во химната. Денеска химните се некако секуларизирани во сите држави. Многу малку се обраќаат, многу малку химни има кои му се обраќаат на Бог. А што друго ни останува нас, освен да ни се обратиме на Бога и на Пресвета Богородица, тие да ни бидат патеводители. Зашто реално само тие се патеводители во заблудата во која често пати талкаме ни животот. Заблудата наша, можете да си ја замислите, како некој насред шума некого да го остав и да му рече најди си пат без да те водат
оние белизди кои ги поставуваат планинарите на стеблата на дрвата за да излезиш на некој пат. Кој е тој што ќе излезе? Нека гледа сонцето кое не се гледа од високите дрва. Нека има дури и компас кон исток и кон запад и пак не ќе може да излезе. Зашто му треба патеводител. А нашиот патеводител е Господ и Пресвета Богородица. Тие нека ве чуваат во сите дни на вашиот живот. Нека ви бидат патеводители, ама ние сите заедно да ги слушаме таквите умешни патеводители кои што ги имаме. И тие нека бидат наша потпора во целиот живот, сега и секогаш и во вековите на веков.